Обраќањето на председателот Пендаровски беше предвидливо, невпечатливо и без изненадување. Тој не успеа суштински да се отргне од сенката на Заев и политичкото блато во кое ја донесува државата. Пендаровски не е никаква кочница на власта која е закопана во криминал, корупција и безиденост. Може да се забележи еден театар за наводни несогласувања и сценирани вербални напади на адреса председател на држава и председател на влада, каде се однапред име се договорено. Ако ќе дојде време за суштинско делување, Стево Пендаровски и Зоран Заев се едно исто. Пендаровски не направи ниту еден потек со кој ќе одигра за интересите на Македонија. Тој игра само на страната на Заев. Пендаровски не направи ниту еден чекор со кој ќе покаже дека е председател на сите граѓани. Пендаровски е спореден актер во театарот на заевизмот. Пендаровски денес го говореше она што тој првиот не го применува. Тој беше само коментатор кој само констатира, наместо председател кој делува. Пендаровски можеше, но не покажа дека демонстрира одговорност и владење на правото. Неговата лична заложба завршува во моментот кога тој одлучи да молчи за афери како рекет, издавање на пасоши на белосветски мафијаши, за сомнително иземање одговорноста за тетовската несреќа со ковид болницата, несреќата во Бугарија со 45 жртви, за случајот на Ден Дончев и редица други случаи. Водно тој одмолче и за списокот на помилувања, кој само поради реакција на јавноста беше повлечен. На државата и треба председател, а не статист во театар и коментатор. Тој не понуди ниту визија, ниту решение. За жал, председателот Пендаровски не може и не излегува од сенката на заевизмот.